Почитувани, има директно признание од Зоран Заев дека бил информиран за лошите состојби во Евростандард банка уште пред една година. Дилемата е зошто токму сега пропаѓа банката, за која се чини дека целокупниот државен апарат и одредени бизнис кругови блиски до власта биле информирани. Легитимно прашање е зошто се брзаше со избори и веднаш потоа се затвори банката. Дали е поради тоа што се чекаше одредени блиски компании до власта да излезат од банката и да ги спасат своите средства, а со тоа да го забрзаат и нејзиното пропаѓање. Наспроти ажурноста на одредени компании, целокупниот финансиски државен апарат затаил. Јавното обвинителство, финансиската полиција, Агенцијата за финансиско разузнавање, Комисијата за харти од вредност не дале никаков сигнал за лошите текови во банката. Како што Заев призна дека бил информиран за состојбите, тоа го прави и главно одговорен затоа што државниот апарат затаил. Преку 20 милиони евра ќе останат проневерени и неисплатени, а од 100.000 блокирани сметки, само 10% од лицата имаат отворено сметки во други банки, што значи дека околу 90.000 граѓани ќе останат без своите пари следниот месец. ВМРО ДПМН бара итен одговор од државата. Воедно, бараме да се обештетат сите физички лица во износ до 100.000 евра влогови и правни лица до 50.000 евра. Директно државата да помогне во надминување на оваа финансиска катастрофа. Имаме афера каде се измамени 100.000 граѓани кои имале сметки. Затоа државата мора да понесе одговорност. Благодарам на вниманието. Прашања? Благодарам уште еднаш.